Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Општинскиот инспекторат руши неколку објекти на Попова шапка, легализација пак чекаат 125 изградени објекти. Петти ноември се прославува како Ден на ромскиот јазик. Неколку дечиња со попреченост секоја сабота присуствуваат на час по физичка култура во организација на Сдруженијето Активен живот. Општинскиот инспекторат руши неколку диви објекти на Попова шапка кои биле во тек на градба. Легализација пак чекаат 125 изградени објекти. И покрај прогласувањето на Шарпланина за заштитено подрачје на Попова шапка не запира изградбата на нови објекти и узурпација на државно земјиште. Општина Тетово се пофали со акција на инспекторите за уривање на бетонски плочи и столбови на објекти кои сега започнале да се градат, а немале дозвола за тоа. Од општинскиот инспекторат велат дека постапуваат само во такви случаи, додека за објектите што се изградени и во процес на легализација немаат надлежност. Ние имамо две случаи сега, објекти што се почнати за изградени и на јавна површина. Излеговме на терен и ги видовме и постапивме по закон. Инспекторатот проверува во тек на градба. Значи, ние како инспекторат секоја недела сме на увид во шапка и ги контролирамо тие што се со дозволи и овие што ги најдавам беа без дозволи, без маркици. Но на Попова шапка во изминативе години голем број граѓани бесправно градеа, па потоа поднесуваа документи за легализација. Во секторот за урбанизам во овој момент се водат 125 предмети. Од нив за 60 треба да се излезе на терен и да се утврди фактичката состојба, а на другите 65 им недостасува документација која треба да ја достават. Тетовскиот градоначалник вели дека за овие предмети ќе одлучува советот. Каде што се работи за државно земјиште, ние не сакаме никој во општината да превземе одговорност за легализација на државно земјиште, ќе биде пуштен на совет. Ако советот одлучи дека може во тој дел да биде предвидено и да се легализира, тогаш ние како администрација тоа ќе го прифатиме. Бесправно се гради и покрај патот кон Попова шапка во подножјето на Шарпланина, како и кон излетничките места Бањиче и Кале, но ниту оваа, ниту претходната власт немаа преземено никакви чекори. Градоначалникот вели дека потребен им е детален извештај за реалната ситуација во градот за да постапуваат. Инаку на поширокото тетовско подрачје во 9 месеци од годинава, секторот за внатрешни работи Тетово изготви 9 кривични пријави за исто толку кривични дела узурпација на недвижности, а биле изготвени и 12 пријави за 16 кривични дела бесправно градење. Неколку од овие кривични дела се однесуваат и на подрачјето на Попова шапка. Нема простор за паника, дрва за огрев има, тврди директорот на јавното претпријатие Национални шуми Валентин Груевски, појаснувајќи дека сите кои склучиле договори по стара цена ќе добијат дрва по договорената цена. Национални шуми оваа година ќе произведе некаде околу 450.000 кубни метри количина која е поголема од ланската и до овој момент според бројките кои ги имаме е дека некаде околу 20.000 кубни метри повеќе ние имаме огревно дрво на ниво на држава и тоа се капацитетите кои можат во овој момент да се искористат. Национални шуми нема капацитет да ги снабди сите граѓани, нема таков капацитет. Тоа се провлекувало со годините наназад, меѓутоа се нашла форма со помош на овие приватни оператори да се снабдуваат сите граѓани. Морам да напоменам дека за оваа година сите пензионери, сите здруженија на пензионери кои имаат склучено договори и со нас и со приватните оператори ќе добијат дрва по стара цена и така ги плаќаат. Наредната година ние уште од сега се подготвуваме сериозно да го зголемиме нашето производство
да има поголема количина на дрва и оние мислам дека граѓаните не треба да стравуваат воопшто за тоа дали ќе има или дали ќе нема, дали ќе има дрва. Нашата цена наредната година ќе остане иста, како што била и во овој период. Некаде во март месец ние ќе ги објавиме јавните огласи за тоа кој сака да купува дрва од кај нас, меѓутоа пак морам да кажам дека нашите количини се ограничени. Тие што ќе случат договори со нас ќе имаат гарантирана цена на дрвата, сите другите ќе морат да се снабдуваат на слободен пазар и да се снабдуваат од приватниците. Председателот на владата Димитар Ковачевски по повод 40 години рударско-енергетски комбинат Рек Битола ја посети машинската сала на термоелектраната на Рек Битола, пошто се обрати на свеченоста по повод јубилеот. Во своето обраќање премиерот Ковачевски истакна дека Рек Битола е енергетски капацитет од кој зависеше осамостојувањето на нашата држава. Нашата цел е да обезбедиме и одржлива иднина на Рек Битола. Имаме план, а кога во енергетиката се зборува за план, тоа значи да се има план за наредните 10 години и прецизен план со месечни динамики за наредните 5 години. Во оваа прилика сакам да напоменам дека владата е силно фокусирана на инвестициите во енергетскиот сектор кои ќе ја зголемат енергетската транзиција и независност. Тоа е нашиот влог во иднината. Трансформацијата на капацитетот во капацитет за производство на чиста енергија се движи постапно. Токму сончевите електрани ќе бидат двигатели на енергетската транзиција во Северна Македонија. Во ЕСМ се финализираат и други проекти за изградба на фотонапонски централи во Рек Битола со капацитет помеѓу 200 и 300 мегавати. Работните места на сите работници сега и во иднина со енергетската трансформација се сигурни. Немојте да ги слушате оние кои зборуваат дека некој ќе го затварал Рек Битола, дека работниците ќе останале без работа. Ниту еден работник нема да остане без работа, туку напротив. Рек Битола ќе се модернизира, Рек Битола во иднина треба да работи на еколошки горива, треба да има нови извори на енергија и да ги вработува не само постојните, туку и нови струки на инженери кои што доаѓаат од новите индустрии за обновливи и за одржливи извори на енергија. 5 ноември се прославува како Ден на ромскиот јазик. По тој повод председателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибримовски денеска во Тетово одржа пресконференција. Секоја година на 5 ноември ромите во Европа го прославуваат Денот на ромскиот јазик. По тој повод председателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибримовски денеска во Тетово одржа пресконференција. Тој во својот говор истакна дека коренот на ромите е токму во нивниот јазик како едно од основните обележја на еден народ и што е од големо значење за опстанокот на една етничка заедница. Денеска ја користам ова прилика со моите сопартици и моите нашите членови уште еднаш да го честитам Денот на ромскиот јазик и да кажам дека ромскиот јазик е нашиот корен и нашата еднина и култура и историја. Пакивален ромален нека овеламенге бактало е романо Чибакордиве. Со цел за чувување на ромскиот јазик се издадени печатени изданија на ромската граматика и речник. Во 1980 година се појави првата ромска граматика на авторот Шаип Јусиф, што ние како партија и како партија која почна првпат да го слави овој ромскиот јазик, тоа со нашата партија прогласивме и направивме уште една граматика на ромски јазик. Направивме речник од 800 страници, македонски ромски речник. Инаку на првиот ромски конгрес во 1971 година ромскиот јазик бил официјално признаен како јазик на ромите во Европа. Тоа придонело за вклучување на ромскиот јазик во различни меѓународни регулативи, вклучувајќи ја и Европската повелба за регионални и малцински јазици на Советот на Европа. Неколку дечиња со попреченост денеска присуствуваа на час по физичка култура во спортската сала на Средното текстилно училиште во Тетово. Часовите се спроведуваат секоја сабота, истите се во организација на Сдруженијето Активен живот, а целта е да им се излезе во пресрет на децата со пречки во развојот во процесот на инклузија.
Здруженијето Активен живот од Тетово и оваа сабота организираше ден посветен на дечињата со попреченост. Неколкуте деца заедно со спортски тренери во салата на средното текстилно училиште во Тетово реализираа спортски активности. Дечињата не ја криеја својата радост што имаат можност да се дружат и да спортуваат. Вакви активности се спроведуваат речиси 10 години во континуитет, а таргет група се дечињата со пречки во развојот. Освен часовите по физичко, децата учествуваат и во многу спортски надпревари. Овој проект веќе има голема традиција. Наредна година правиме 10 години што работиме со децата. Како таргет група во овој час е децата со интелектуална попреченост, но постојано имаме деца и кои немаат проблеми, за да има еден вид на инклузивност, за часот да биде поефикасен. Така да од почеток до сега истото го работиме. Постојано имаме активности и со специјално Олимпијада Македонија. Например, пред еден месец завршивме програмата Детска атлетика, кај што учествуваат децата од 5 до 8 години, каде имавме 10 професори по физичка култура, каде што работевме за секој дете индивидуално. Но, за жал, интересот на родителите е многу мал и покрај тоа што оваа активност, без разлика, например, што ја држиме секоја сабота, и бесплатна е. Например, секоја се држи ова на волонтерска база, без никаков товар на родителите, освен што нивни товар е да ги донесат до тука и да ги чекат и да ги земат. Имаме во текот на цела година имаме редовни активности. Како што кажав, имаме постојано учествуваме на државни првенства, учествуваме например на баскет, каде е например Европска недела на баскетот, Европска фудбал, недела на фудбалот. Имаме разни активности, ги организираме турнири, организираме тренизи и надвор. Спортувањето е од голема важност кај децата, особено кај оние со попреченост, токму за одржување на спортскиот дух и стекнувањето на здрави навики. Па, реално, тоа е многу битно, бидејќи за самите тие деца, посебно тие што се на помала возраст, им е многу потребно, бидејќи ние, например, се консултираме со дефектолози кои ја познаваат проблематиката на повеќе, например, уште од мали нози како треба да се развиват, што повеќе да доцнат, они веќе потешко ќе им биде за све да се вклучат во нивните активности, нивниот живот, така да тие деца што идат од мали нозе имаат многу полесен живот, подобра ориентација, подобра координација и нормално подобро здравје. За реализација пак на спортските активности за децата со пречки во развојот, како што посочи еден од тренерите Ифраим Љута, немаат финансиска поддршка од страна, туку се е сведено на волонтерска база, со цел да им се излезе во пресрет на ваквите дечиња во процесот на инклузија. Од МВР информираат дека во текот на вчерашниот ден се приведени неколку лица кај кои била пронајдена дрога. 21 часот и 15 минути во село Пирок Тетовско полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 28 од гостивар. При негов и при преглед на возилото Opel Corsa со гостиварски регистерски ознаки кој го управувал, била пронајдена и одземена марихуана. По документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Околу 1 час предходно во село Слатина Тетовско, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 22-годишен жител на село Требош, бидејќи при негов и при преглед на патничко возило Голф со тетовски регистерски ознаки кој го управувал, бил пронајден и одземен кокаин. По документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Ноќеска пак 50 минути по полноќ на подрачјето на Скопски центар, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје лишиле од слобода две лица од Тетово на возраст од 24-22 години и 33 годишен скопјанец, затоа што кај нив била пронајдена и одземена прашкаста материја. По документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. На 95 годишна возраст почина Џафер Кадрија од Тетовско Камењане, општина Боговиње, еден од учесниците во народно-ослободителната и антифашистичка војна во Македонија, информираше општинската организација на Сојузот на борци од Тетово.
Сојузот на борци од Тетово со голема тага и жал ја прими веста дека на 95 годишна возраст почина Џафер Кадрија од село Камењане, еден од учесниците во народно-ослободителната и антифашистичка војна во Македонија. Кадрија како учесник во НОВ учествуваше во борбите за конечно ослободување на Југославија во Далматинската бригада, која стигна до границите на Италија и ослободувањето на градот Трст. За своето учество во НОБ, оваа година од председателот на државата Стево Пендаровски беше одликуван со медал за храброст. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!